Добар ден, почитувани. Предстои уште една нова телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Повеќето луѓе барем еднаш во животот имаат примено анестезија. За процедура како што е вадење зап, операција на крајници или пак некоја посложена хируршка интервенција. Без разлика на видот на зафатот, во моментот на незиното изведување не се чувствува болка. Тој вид на олеснување ни овозможува анестезијата, која може да биде локална, регионална или целосна. Сето она што ве интересира за анестезијата ќе го дознаете во наредните 50 на минути од разговорот со доктор Сања Маринковиќ Бојаджиевска, специјалист по анестезиологија со интензивно лекување. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Во денешната телма амбуланта ги разјаснуваме нечестите дилеми поврзани со анестезиологијата со доктор Сања Маринковиќ Бојаджиевска, специјалист по анестезиологија со интензивно лекување во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторке, добар ден. Добар ден, чести задоволство ми е што сум дел од вашата емисија, што ме поканивте, ви благодарам многу на поканата. Што е тоа точно анестезија? Какви се тие лекови што можат да ја исклучат болката? Значи, анестезијата е една гранка во медицината која што допридонесува пациентот кој што е подвргнат на некој хируршки зафат да не осеќа болка. Лековите кои што се аплицираат во текот на општата анестезија се аналгетици, а во текот на локалната анестезија се локални анестетици, кои што спречуваат, односно блокираат трансфер на болка. На каков се начин може да се даде анестезијата? Анестезијата може да биде комплетна, односно целосна или тотална, тоа е општо познато како општа анестезија, може да биде локална анестезија или регионална анестезија. Така, за сето тоа подолу во емисијата ќе проговориме детално. Да. Дали анестезиологот е тој што го дава конечниот збор, дали пациентот ќе оди на операција или не? Да, секој пациент кој што има индицирано некоја хируршка интервенција оди на преданестезиолошка подготовка, односно оди во анестезиолошка амбуланта, каде што му е оној прв сусрет или прва средба со анестезиологот. Таму се прават превен анамнестички податоци врз основа на тоа какви хронични заболувања има пациентот и се прават некои дополнителни исследувања, како што се мерење на крвниот притисок, ЕКГ, потоа се прави испитување на дишењето, рентген, се прават и основни лабораториски и биохемиски анализи, врз кои што анестезиологот донесува конечен заклучок дали тој пациент може да оди за операција, односно ќе може да се аплицира анестезија кај него, или пак пациентот се препраќа на дополнителни исследувања, например доколку ни треба на кардиолог, на пулмолог или доколку во текот на анамнезата имаме ние некој податок дека во претходни хируршки интервенции кај пациентот настапил на некоја алергиска реакција, па го препраќаме пациентот во соработка со дерматолозите да се направат некои кожни алергиски тестови, за да бидеме ние сигурни. Значи, понекогаш се случува одреден пациент да не може да биде ставен под анестезија во даден момент? Така. Што ако е итна ситуацијата? Така, значи ако е итна ситуацијата, ако е животозагрозувачка, тогаш и покрај ризиците кои што ги има, значи им се објаснува добро и на пациентот и на семејството, си подпишуваат писмена согласност дека поведувањето во анестезија е по самиот хируршки зафат е под голем ризик и тогаш пациентот се воведува во анестезија. Дали на сите пациенти им се дава ист тип на анестезија? Не, не им се дава на сите пациенти ист тип на анестезија, тоа се зависи секако од типот на хируршката интервенција која што треба да се спроведе кај пациентот и од самите хронични заболувања кај пациентот. Сега, дали анестезијата ја исклучува само болката или не? Дали пациентот при одредена форма на анестезија, како што е, например, локалната анестезија, го има чувството за допир или не? Како тоа изгледа? Да, за време на локалната анестезија пациентот може да осеќа допир, може да осеќа топло и ладно, меѓутоа не осеќа болка. Значи, веќе споменавте дека има локална анестезија, регионална анестезија и општа. Ајде да започнеме со локалната анестезија. На кој дел од телото може да се даде локална анестезија? На секој дел од телото може да се примени локална анестезија.
Локалната анестезија може да се аплицира површински или може со инфилтрација на локален анестетик до близина на некој површински нерв. И колку време обично трае нејзиното Кратко дејство? време трае, саат до 2 часа трае локалната анестезија. За кој тип на оперативни зафати таа најчесто се применува? Локалната анестезија се користи многу во стоматологијата, во офталмологијата, значи очните операции и кожните естетски операции, значи израстоци на кожата, во дерматологијата се користи локална анестезија. Како тој анестезик се задржува локално, токму на местото на кое што е потребно да делува? Значи, доколку е локално аплициран, значи има во форма на масти, на креми, на спреови, значи локално на местото се аплицира. Меѓутоа, доколку треба со инфилтрација да се стави локалниот анестетик, тогаш во близина на нервот со помош на игла се аплицира локалниот анестетик и обично секогаш правиме една смеса. Покрај локалниот анестетик ставаме и така наречен адјуванс, односно вазоконстриктор, кој што го продолжува дејството на локалниот анестетик. Обично тоа е адреналинот. Адреналинот, да. Се случува пациенти да реагираат на адреналинот? Се случува, со тахикардија? со тахикардија и со хипертензија, со зацрвенување на лицето. Има такви случаи. Така. Има ли несакани дејства локалната анестезија? Ретко се случуваат несакани ефекти, некои од пациентите значи не целосно се аналгезирани, така да може да осеќаат болка, кај некои од пациентите се појавува локално црвенило, сврабеж, температура, значи на местото каде што е аплициран локалниот анестетик. Некогаш и неврогени се јавуваат симптоми. Ајде да ни појасните што е тоа точно и зошто е тоа присутно. Неврогените симптоми се јавуваат кај оние пациенти кај кои што локалниот анестетик е внесен во циркулацијата. Значи не е внесен околу нервот, туку е директно во циркулацијата. Значи не се задржал површински, туку навлегол во телот, така во циркулацијата. Навлегол во циркулацијата, обично кога се инјектира локалниот анестетик. Во зависност од количината на локален анестетик внесен во циркулацијата, започнуваат неврогени ефекти, како на пример зуење во ушите, кај некои пациенти се појавуваат дупли слики, горчлив вкус или метален вкус во устата, понекогаш може да се јави тахикардија, пат на крвен притисок, дури до клонично-тонични грчеви, во зависност од количината на вбризган локален анестетик во циркулацијата. Така, значи, многу треба внимателно да се аплицира и локалниот анестетик. Така, а кога зборуваме за регионална анестезија, како таа се разликува од локалната? Со регионална анестезија, поголем регион од телото може да биде аналгезиран. Значи, обично регионална анестезија, спинална, епидурална анестезија или периферни нервни блокови. Сега во зависност од оперативниот зафат, така одлучуваме кој тип на анестезија ќе ја примениме. Значи, регионалната анестезија се аплицира во рбетот? Или не секогаш? Да, регионалната анестезија се аплицира во рбетот, тоа се така наречени невроаксијални блокови. Кога некои пациенти имаат силни болки кои што потекнуваат од рбетот, може ли да се стави некоја анестезија, некој нервен блок, за да исчезне таа болка? Може, во зависност од тоа каде е локализацијата, на кое место, значи е потврдена дека имаме компресија на некој нерв, може локално да се стави локален анестетик. Нервни блокови се нарекуваат? Да, тие се нарекуваат периферни нервни блокови. И каде се аплицираат? Колку анестезија е потребно да се стави? Значи се става од прилика од 20 до 40 мл анестетик. Тоа е мала количина или голема? Мала количина во близина на нервот. Да, и така нервот престанува уствари да ги спроведува импулсите на болка. И колкав е ефектот од оваа мала количина на анестезија аплициран директно покрај нервот во рбетот? Да, голем ефектот, значи пациентите имаат доста позитивни ефекти, особено оние со ишијалгија. И сега често пати слушаме дека трудниците се во дилема дали да примат спинална или епидурална анестезија. Тоа се две анестезии кои што спаѓаат во регионалните анестезии. Каде точно тие се стават и кој дел од телото всушност го обезболуваат?
Значи, двете анестезии се аплицираат во ребетниот мозок, со тоа што спиналната анестезија се аплицира во долниот дел на ребетниот мозок, каде што нема нервни завршетоци. За спиналната анестезија покрај сензорен блок настанува и моторен блок. Значи, пациентите од некаде половината на телото, значи од папокот надолу, не ги осеќаат нозете и не можат ниту да ги помртнат. Да. Спиналната анестезија, значи, се аплицира многу мало количество на лек, од 2 до 4 мл директно во спиналниот простор по добивање на течност или ликвор која што го обкружува ребетниот мозок. Епидуралната? Епидуралната анестезија може да се пласира на било кој дел од ребетниот мозок. Не мора да биде само во долниот дел, заради тоа што се пласира еден катетер кој што се нарекува епидурален катетер во епидуралниот простор. Епидуралниот простор е простор кој што се наоѓа помеѓу пршлените и мозочната обвивка, па така нема никаков ризик, односно никаква можност за повреда, директна повреда на нерв. Сега, спиналната анестезија, бидејќи се аплицира одредена количина во ребетот, има и ограничено време на траење. Обично, колкав е временскиот период на незиното дејство, на незината ефикасност? Да, трае од 2 до 4 часа и сето тоа зависи од количината на локалниот анестетик, освен од количината и од јачината, односно концентрацијата на локалниот анестетик кој што ќе се аплицира. Исто така и тука можеме да користиме, мислам и користиме засилувачи, односно адјуванси на дејството на локалниот анестетик. А кога станува збор за епидуралната, таа се става како инфузија, на кој начин се аплицира? Епидуралната, значи за епидуралната имаме ние пласирано веќе епидурален катетер и на тој епидурален катетер анестезијата може да се даде во болуси, значи испрекинато, или пак да се стави на перфузор и да тече континуирано. Да, така да континуираното течење може да трае повеќе од 72 часа. Така да пациентите се аналгезирани со помош на епидуралот. Сега, трудниците имаат дилема дали да примат спинална или епидурална анестезија, плашејќи се да не ја изгубат моќта да туркаат за време на бременост, односно за време на породувањето, односно да изгубат мускулната моќ. Постои ли таков ризик? Постои ризик само доколку се природното породување се изврши во спинална анестезија или она ние што го нарекуваме light spinal. Значи само тогаш можно е покрај сензорниот блок да настапи и така наречен моторен блок. Во сите останати случаи, кога природното породување се изведува со епидурална анестезија, не постои никаков ризик за моторна блокада, заради тоа што лековите, локалните анестетици кои што се користат во текот на епидуралната аналгезија кај трудниците, се со многу ниска концентрација. Значи, ние при подготвување на самите лекови вршиме разредување на лековите, за да може да бидат во ниска концентрација и само да направат сензорен блок, а не и моторен. Значи, ќе обезболат, но ќе зачуваат мускулната сила. Да. За кој друг тип на операции се употребува, односно за кој тип на операција уште може да се употреби оваа регионална анестезија? Спиналната анестезија може да се искористи, значи, за сите операции на долните екстремитети. Дали тоа е колк, колено, периферна хируршка васкуларизација или на долните екстремитети, потоа за царски рез, за ингвинални херниопластики може да се искористи спиналната анестезија. А епидуралната пошто може да се аплицира на целиот рбет, значи може да се искористи за абдоминални операции, операции на бубрезите, на белите дробови. Дали е оправдан стравот од спиналната и епидурална анестезија, односно од сите типови на анестезија што се аплицираат директно во рбетот? Не е оправдан стравот, заради тоа што повеќето од пациентите се плашат од повреда на нерв во текот на самата процедура, меѓутоа искусен анестезиолог секако нема да дозволи да се повреди нерв во текот на апликацијата на спинална или епидурална анестезија. Пациентите исто така осеќаат и мала болка во текот на самата апликација, заради тоа што е тоа сепак игла
која што треба да се аплицира преку кожата, подкожното масно ткиво и да стигне до епидуралниот или до спиналниот простор. Меѓутоа ние користиме локален анестетик на кожата и подкожата пред да се аплицира епидуралниот катетер. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот и да поставите прашање кое што се однесува на анестезијата и сите дилеми кои што се поврзани со неа. Продолжуваме, уште малку ќе се задржиме на спиналната и епидуралната анестезија. Може ли да се јават болки во грбот по давањето на анестезијата? Може да се јават болки во грбот, меѓутоа ретко се јавуваат. Повеќе како компликација од спиналната анестезија е постспиналната главоболка, која што обично се јавува еден ден после операцијата, меѓутоа е реверзибилна. Значи со пиење на поголемо количество на течности, со лежење и со одмарање се надминува истата. Кој се може да прими спинална и епидурална, односно регионална анестезија? Значи сите пациенти кои што имаат оперативен третман, значи кажавме на долни екстремитети, на колена, меѓутоа сепак тоа зависи од самите пациенти. Покрај тоа и контраиндикации за примање на спинална и епидурална анестезија имаат пациенти кои што веќе имаат докажано некои проблеми со ребетниот столб или пак имаат инфекција на местото на кое што се аплицира анестетикот. Што е со некои што имаат лордоза, кифоза, некое такво искривување на ребетот? Може да ја примат оваа анестезија? Може, меѓутоа многу потешка е апликацијата. Значи, ако кај некој пациент кој што нема пораметување, апликацијата е од прва, значи може повеќе обиди да треба за да се аплицира самата анестезија. Претпоставам дека тоа не е пријатно? Не е воопшто пријатно, ниту за пациентите, ниту за нас. Во таков случај се случува пациентите да бараат општа анестезија? Па не дозволуваме пациентите да бараат, ние веднаш ги конвертираме во општа анестезија. Така. А некогаш се случува ли да се убедувате со пациентиве пред породување да инсистираат да добијат општа анестезија, а да има при царски рез, например, а да има поднудено епидурална или спинална, како побезбедна варијанта? Да, понекогаш се плашат трудниците и сакаат скроз да заспијат, меѓутоа со добро објаснување дека веднаш, значи со спиналната анестезија, они се свесни и будни и веднаш можат да го видат бебето и да остварат нели оној контакт кожа со кожа со бебето. Што е голема предност. Голема предност, така. Имаме гледачи, ми дадоа знак, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Воедно прво во денешната телма амбуланта. Моето прашање е, имам закажано за оперативен зафат за карцином на кожа. Така. Бев значи на преглед, неопатија да се испита алергијата на анестезијата, но што сум алергична. Пошто јас пред 13-14 години исто така имав карцином на носот, бев оперирана при самата, мислам, оперативен зафат, да го речеме. Значи, почувствував уште пред да почне, значи некоја реакција што му сметаше многу на моето срце целосно. Значи, во се осетив. И реков, мислам, ми кажав на докторката ми постави, ми стави друга инекција во самиот систем. Чекавме да помине едно известно време и да почне со чистењето на така, со интервенцијата. Да, тоа помина. Сега после, значи, овие 13-14 години, кај мене веќе стравот ми влезе в кости. Така, разбирливо. Сега треба, значи, да се соочам и со овие други што излегоја, без на пластична хирургија, меопатија, на кожно, таму се вршеле тие испитувања за таа анестезија, мислам, алергијата што ја имам на анестезијата. Јас му кажав дека знам дека кога сум вадела заби, сум била алергична на адреналинот, а на друго не знам. Ти ме прашуваш што ви ставија тогаш кога ве оперира. Не знам што ми ставија. А не знаете. Не знаев. Ми рекла дека треба да лежам на кожно неколку дена да се земам алишта со мене. И да направат испитување, предпоставувам. Испитувања. Мене тоа некако ми звучеше, да ви кажам, право страшно.
Страшно некако не повеќе од анестезијата се Така, повеќе се плашат, така, точно, повеќе луѓето се плашат од анестезијата отколку од самиот зафат. Да, пошто тоа веќе јас го поминав. Така, и сега се плашите тоа да не се повтори. Да, и сама да не се повтори, пошто и докторката тогаш, веќе таа сега е во пензија, да, и таа сети дека нешто не е во ред. Така, и таа ве предупреди дека при следниот хируршки зафат треба да направите некакви испитувања дополнителни. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што сега всушност треба да се испитува? Дали секогаш само алергиска реакција дава некакви несакани ефекти или може и едноставно и несакана реакција да е на одредена анестезија, да не е поврзано со алергија? Како сето тоа изгледа? Да, значи претпоставувам дека станува збор за алергиска реакција кај пациентката и ја поканувам во нашиот дерматолошки центар, значи каде што се вршат кожни прик тестове на најчесто употребуваните анестетици, кратко време, значи нема потреба од останување, кратко време трае тестовите и веднаш ги имаме. Како се прават кожни резултати. тестови? Да, тоа се кожни тестови каде што подкожно се аплицираат најчесто употребуваните анестетици, се забележуваат, значи на кожата дали има пациентката реакција, колкава е реакцијата и се одредува дали е алергична или не е алергична на некој анестетик. Има пациенти кои што реагираат на адреналинот од анестезијата? Не, значи нормално од адреналинот може да се појави црвенило на кожата, значи кажав и претходно на кожата на лицето, тахикардија, меѓутоа не е тоа алергиска реакција, Тоа не е алергиска. Да. Но изгледа страшно. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете, го очекуваме вашето прашање. Јас ке ве замолам само да го следите разговорот преку слушалката, намалете го тонот на телевизорот, за да можеме да комуницираме. Ајде, уште. Еве ве слушам. Да, вие сте, повелете. Редуцирана физиолошка лумбална лордоза со изразито редуцирани простор на ниво L5, F1 и вакуум на тоа ниво. Се добива впечаток за мала спондилоза. А чекате, вие сега читате некако ваш резултат, ако добро ве разбрав, така? Да. А бо е поврзано со анестезија или ве интересира што пишува на... Како се лечуват и многу мрзно е главата и нозите кога стију. Аха, добро, ние денеска зборуваме на друга тема за анестезија. Предпоставам дека ова можете нешто треба да на дадете неврохирург, како... значи пациентот на неврохирург да се види и неврохирургот да процени за лумбална лордоза, мислам дека така слушна. Така, добро, значи неврохирургот е тој кој што ќе даде насоки што понатаму. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Многу поздрав, докторката и вашата водителка. Ви благодарам. Сакам само да се прашам, јас сум жена од 52 години, имам хемиплегија. Само многу слабо ве слушаме, ако може уште еднаш. Имам хемиплегија, година и по-скоро. Разбирате? Хемиплегија. Добро. Докторката да ја замолам, прекрасната докторка е таа. Дали ќе има подобрување на мојата ситуација? Да не го разбрав. Не можеме да го разбереме прашањето. Уште еднаш само прашањето ќе ве замолам. Дали ќе има подобрување на мојата ситуација? Да, ништо не можеме, ништо се извинувам, не можеме да разбереме. Јавете се повторно, имаме некаков проблем со линиите. Дали има уште еден гледач? Не, добро, во ред, продолжуваме понатаму. Ке зборуваме сега за општата анестезија. На каков начин влие општата анестезија? Општата влие на свеста, претпоставувам. Секако, да. Општата анестезија е една алка на постапки со кој што пациентот се доведува во сон, во безсознание, односно амнезија и е мускулно релаксиран за да може да му се обезбеди на хирургот добро поле за функционирање, односно за работа, а и при тоа не осеќа пациентот болка. Така? Да. Како се може да се аплицира? Дали во форма на газ, најме
кога гледаме на филмовите дека се става маска, се става ли преку вена, во каква се форма може да се прими? Значи комбинација на анестетици, значи најпрви на вена се ставаат анестетици додека пациентот заспие, па после тоа му се аплицира маска, па преку устата во трахеата се става тубус, значи пациентот се интубира и се поврзува за една машина за дишење. Во текот имавме такви тука видеа. Да, видеа. Во текот на самата интервенција машината диши на место од пациентот и се вклучува секако гасовите анестетик за да може пациентот да спие. Ние постојано ги следиме виталните параметри на пациентот и точно знаеме кога пациентот осеќа болка за да можеме да додадеме аналгетик. Не се случува, значи многу ретко се случува пациентите да се разбудат од оваа општа анестезија. Тоа е еден од стравовите. Точно. Дека за време на операцијата пациентот ќе се разбуди. Да, имаме доста нови алатки со кои што се мери длабочината на анестезијата и на мускулната релаксација, така да стравот значи не основан врз основа, мислам, со оглед на новите алатки кои што ги имаме за мерење на длабочината на анестезијата. Ќе ги вклучиме гледачите, а потоа ќе продолжиме со најчестите дилеми кои што се поврзани со општата анестезија. Добар ден за следниот гледач. Добив знак дека има двајца гледачи, може би следниот ќе се вклучи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум истата гледачка што претходно видео. Така, ајде еве сега ќе се обидеме, иако мислам дека ќе треба да се јавите од друг телефон, мислам дека вашиот мобилен уред или фиксен седно е проблематичен, ајде да се обидеме уште еднаш. Повелете. Имам старост од 52 години. Така, но не можеме да ве слушнеме. Јас се извинувам. Ке ве замолам да најдете некој друг апарат мобилен од кој што ќе се јавите и секако дека ќе добиете одговор. Навистина не можеме да го разбереме прашањето. Ние продолжуваме понатаму. Споменавте дека еден од стравовите на пациентите е да не се разбудат случајно за време на оперативниот зафат. Но има и уште еден друг страв, кој што може би е уште поголем, а тоа е воопшто да не се разбудат, значи да никогаш повеќе да не се разбудат од анестезијата. Точно. Има пациенти кои што, мислам, најчесто пациентите кои што се подвргнати на општа анестезија, од тоа се плашат. Да не се разбудат од анестезија, тие не се плашат од самиот оперативен зафат, толку многу колку што се плашат од тоа да не се разбудат, меѓутоа тоа ретко се случува. Значи, може да се случи само доколку станува збор за некој пациент кој што е во поодмината возраст, кој што има низа на хронични заболувања, односно коморбидитети, и доколку е тежок самиот оперативен зафат. Што е со стравото на ментална конфузија по будењето од анестезијата и дали има вистина дека возрастните и старите лица по примена анестезија можат да развијат деменција? Можно е да развијат деменција и тој постоперативен делириум го гледаме секојдневно кај пациенти во поодмината возраст, особено пациенти кои што имаат низа на коморбидитети, почесто се приметува кај пациенти со хронична бубрежна инсуфициенција заради намалената елиминација на самите анестетици кои што се даваат, а може да бидат и, мислам, да се јави овој делириум или конфузија кај пациенти кои што чијаш оперативен зафат трае подолго време. Но дали обично општата анестезија добро се поднесува? Обично повеќето од пациентите добро ја поднесуваат, може да се јават само најчести несакани ефекти како што се мачни, нагадење, повраќање, поспаност, тоа е првиот ден после операција, меѓутоа почесто повеќето од пациентите добро ја поднесуваат општата анестезија. Потребна е посебна подготовка пред да се даде општа анестезија. На пациентите им се советува да не конзумираат храна пред операцијата, односно пред аплицирањето, воведувањето во анестезија. Зошто е тоа така? Значи, обично се советува 6 часа пред самата анестезија да не се консумираат цврста храна и 4 часа да не се консумира вода, односно да не се консумираат течности. Тоа е така заради тоа што во текот на самата анестезија се даваат мускулни релаксанти кои што уствари ќе го релаксираат телото и доколку желудникот е полн може да дојде до регургитација на таа гастрична содржина и таа да заврши во белите дробови и да направи аспирациона пневмонија. И заради тоа ние се плашиме, значи мислам и им советуваме на
пациентите да бидат гладни и жедни пред извршување на секаква дијагностичка или оперативна интервенција. Исто така се советува пациентите да бидат гладни и после операцијата. Истото е поврзано со анестезијата? Точно, и после самата анестезија потребно е 2 часа, после општата анестезија, потребно е 2 часа пациентите да бидат гладни и жедни. Додека со спиналната анестезија не е тоа така, веднаш после завршување на интервенцијата можат да консумираат и течности и храна. Што е со оние пациенти кои што примаат хронична терапија за хронични болести, како што се разредувачите на крвта и слично? Како се пристапува кон нив кога станува збор за целосната општа анестезија? Тие пациенти имаат зголемен ризик од крварење и заради тоа се советува 3 дена кај некои орални антикоагуланти повеќе од 3 дена, значи пред самата интервенција да ги прекинат лековите и да се префрлат на нискомолекуларен хепарин. Да. Тоа е поврзано со анестезијата или со самиот оперативен зафат? Доколку анестезијата е општа, значи целосна анестезија, тоа не е никаква поврзаност со анестезијата, туку со самиот оперативен зафат, меѓутоа доколку се оние регионални нервно-аксијални блокови, значи спиналната и епидуралната анестезија, тогаш е директно поврзано со анестезијата. Значи не може да се аплицира спинална или епидурална анестезија доколку пациентот е на орална антикоагулантна терапија. А што е, има ли една група на пациенти кои што не се советува општа анестезија? Тоа се повозрастните пациенти кои што имаат низа на коморбидитети, кај нив доколку интервенцијата може да се изврши во локална или во регионална анестезија, повеќе настојуваме да биде со локална или со регионална, а не со општа анестезија. Така. Сега каде се случува будењето на пациентот? Дали уште за време на оперативниот зафат, бидејќи некој се сеќава дека им го вадат тубусот низ устата, или пак во шок собата? Како изгледа будењето? Будењето на пациентите кои што имаат лесен хируршки зафат се врши во операциона сала, веднаш по завршувањето на оперативниот зафат ги прекинуваме анестетиците и тие постепено се елиминираат од телото и го будиме пациентот. Значи пациентот во прво време само може да слуша. Значи не ги слуша нашите наредби, отвори очи, зема длабоко воздух. Веќе кога ќе видиме дека може слободно да диши, тогаш го вадиме цревото или тубусот, го екстубираме пациентот и го вадиме тубусот од устата. Може ли тоа црево или пак интубирањето да направи некакви повреди? Може да направи повреди. Повреди обично се случуваат повреди на забалото, кај пациенти кои што имаат несанирано забало или пак може да настанат повреди на гласните жици. Обично пациентите кои што малце се агресивни во текот на будењето и сами си го вадат тубусот. На тубусот на долниот дел има еден каф со чија помош од тубусот останува во трахеата и доколку тие го повлечат сами, тогаш настанува оштетување на гласните жици точно од тој каф. Значи на тоа треба да се внимава? Да. Докторке, некој вела дека имале лошо будење после анестезија и затоа стравуваат од следната операција, односно стравуваат повеќе од анестезијата отколку од оперативниот зафат. Може ли некој да има добро или лошо будење или сите будења од анестезија се исти? Тоа зависи од самата генетика, од самите коморбидитети на пациентот, од биорасположливоста и деградацијата на анестетиците кои што се дадени. Ке спомнам, значи, оние пациенти кои што имаат проблем со црниот дроб, проблем со бубрезите, може ли, значи, дадените анестетици недоволно да се разложат и да се елиминираат од телото, па тие да имаат по-лошо будење. Што тоа значи обично по-лошо будење? Па значи да бидат поагресивни во текот на самото будење, самите да си ги агитирани, самите да си го извадат тубусот, да бидат поспани или пак да им треба подолго време за да се распутат. А дали анестезијата влие врз меморијата?
Има податоци дека кај повозрасни пациенти се појавиле потенцирање на деменцијата. Меѓутоа тоа се случува кај пациенти кои што пред да подлежат на општа анестезија веќе имале некоја невролошка симптоматологија, дали имале Паркинсон, деменција. Но нема вистина дека самата анестезијата сама по себе брише дел од нашите сеќавања? Може, значи да се случи, да, може да се случи, значи ден до два некои од пациентите да не се сеќаваат на некои настани. Но потоа се враќаат? Потоа се враќаат. А може ли да се случи косата да опаѓа после примената анестезија? Не постојат, нема такви податоци од дека од анестезијата опаѓа косата. Каков е односот на пациентите кон анестезијата? Какви прашања обично поставуваат кога ќе се сретнат со анестезиологот? Ние детално ги земаме анамнестички податоци од пациентите и детално ги информираме, значи за самата постапка, како се изведува, на кој начин се изведува, колку е време траењето, каде ќе бидат преместени, заради тоа што дел од пациентите во безсвесна состојба, односно под општа анестезија, се префрлуваат на интензивна нега и се поврзуваат со машина за дишење додека да се разбудат, така да прашањата им се колку време ќе ми треба, како ќе се разбудам, дали ќе се разбудам, често е тоа прашање. Дали ќе се разбудам, тоа е мене очигледно големиот страх, може да дојде понекогаш и до смртен исход поради анестезијата? Ретко поради анестезијата, значи тоа се склоп на околности. Така. Да. Ке вклучиме гледач. Се надевам овој пат успешно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде еден пациент од Крива Паланка. Така. Ме интересира, имаме проблема за да од прво од моите родители како старатели ме бркат од куќата, сакаат да ме тепат и да ми свруват на улица, и јас нема каде да живеам. Така, добро, значи јас се извинувам што ќе ве прекинам. Во денешната Телма амбуланта зборуваме конкретно за анестезијата и за здравствените тегоби, за сето ова во некој друг телевизиски простор. Ние продолжуваме понатаму. Обично анестезиолозите се оние покрај кои што пациентот ќе заспие и ќе се разбуди. И обично тие сметаат дека тоа е улогата само на анестезиологот, но значењето во операционата сала на овој стручен кадар е многу поголема. Точно. Значи ние внимаваме на целокупната здравствена состојба на пациентот преку мониторирање на работата на срцето, работата на белите дробови, понекогаш и работата на мозокот. Така да ние имаме целокупен увид во здравствената состојба на пациентот. Така. Значи, како изгледа доколку пациентот, да речеме, почне да реагира на анестезијата, односно некои несакани ефекти да се забележат? Што се случува во тие моменти? Значи најчесто може да бидат алергиски реакции. Бидејќи спомена пред малку гледачката дека забележала дека нешто се случува кога ја дале анестезијата. Што се презема во тие моменти? Да, значи најчесто се тоа алергиски реакции на анестетикот, значи се прекинува со давање на самиот анестетик, се воведува кортикотерапија кај пациентот доколку има потреба, значи кај оние пациенти кај кои што ќе се јави бронхоспазам како резултат на алергиската реакција, се поставуваат веднаш на машина за дишање и дури кај некои пациенти има и анафилактичен шок, така да се дава антишок терапија. Така, но целиот тим е комплетно подготвен за сето ова. Како што споменавте, во принцип релативно добро се толерираат анестезиите. Треба најнапред да се направи добар разговор со пациентот, доколку постои сумна за алергиска реакција се прават, значи тестови. Да, кожни алергиски тестови. Кожни алергиски тестови, тога се бира анестезијата што најмногу би му одговарала на пациентот. Дури значи кај оние кои што веќе имало некаква алергија, можни се хируршки зафати кога ќе се одбере соодветниот анестетик. Точно. Се дава, значи ако добиеме податок дека пациентот е алергичен на некој анестетик, се дава анестетик од друга група, значи не се користи тој на кој што е алергичен пациентот.
И претпоставам дека потребен е еден убав разговор со оние кои што се исплашени повеќе од анестезијата отколку од самата операција. Да, потребен е разговор, за тоа се обавуваат тие преданестезиолошки прегледи. Во нашата болница имаме и посебна психолошка служба, која што психолозите разговараат пред секој оперативен зафат на пациентите, повторно се објаснуваат хируршкиот зафат, анестезиолошката техника и самиот престој, физикалната терапија, така да пациентите се добро подготвени. Така, многу е важно да се добро информирани и да се разговара со нив. Докторке, ви благодарам за сите појаснувања кои што ни ги дадовте со оваа тема. Речи се секој од нас барем еднаш во животот примил анестезија, може би во стоматолошка ординација, некогаш кај дерматологот. Има пациенти кои што минале и сложени хируршки зафати и уште ова прашање ќе го испуштав, колку често може да се примама анестезија, бидејќи има некои пациенти кои што има потреба од чести оперативни зафати. Не, колку пати има индикација за оперативен зафат, толку може да се прими анестезијата. Не се јавува толерантност кон одреден анестетик тој да престане да делува? Не се јавува, особено во стоматологијата. Доста често при вадење, поправка на заби, доста често се примаат локални анестетици. Така. Да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во денешната Телма амбуланта. Чести задоволство ми беше. Почитувани, ова е уште една Телма амбуланта која што ја реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути во редовниот термин, кога заедно учиме за здравјето. Пријатно.